почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес сведочиме за најголемата политичка хипокризија и лицемерие во последните години. ВМРО ги доби изборите со лажна теза дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сите ние сме предавници на македонскиот идентитет. Дека Преспанскиот договор е предавство, дека ќе го поништуваат договорот, дека ќе го вратат старото име и дека никогаш нема да кажат Северна Македонија. Гордана Силјановска изјавуваше дека никогаш нема да изговори Северна Македонија. Христијан Мицковски велеше дека додека е тој ВМРО, Преспанскиот договор не е завршена работа. И што сега се случи? Председателката Гордана Силјановска Давкова јавно изјави дека Преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Христијан Мицковски јавно изјави дека Преспанскиот договор е ремек дело на дипломатијата. Министерот Тимчо Муцунски изјави дека НАТО е феноменална работа, дека дава безбедност и поволна клима за инвестиции. Да ги подсетиме што точно успеавме со Преспанскиот договор. Се гарантира македонскиот јазик како официјален јазик на Република Северна Македонија и во целиот свет. Се заштитува македонскиот национален идентитет, култура и историја како посебни и различни од другите. На секоја лична карта, пасош, официјален документ стои македонско. Секој граѓанин слободно зборува македонски јазик кој е признат од секоја една земја на Европската унија. Македонски символи, песни, фолклор, традиција продолжуваат да се слават секаде без никаква забрана. Во Северна Грција за прв пат луѓето слободно се собираат, пеат македонски песни, играат македонски ора. И сето ова до Преспанскиот договор беше практично незамисливо. Преспанскиот договор нема ништо што го загрозува нашиот национален идентитет. Напротив, го зајакнува. И ние во СДСМ сме горди на тоа, а денес треба да бидат горди сите наши граѓани кои до сега беа лажени. Од нашата независност во 91 година, 27 години бевме бивша Југословенска Република Македонија. Тоа беше официјалното име во Обединетите нации. Благодарение на Преспанскиот договор, по 27 години блокада, денес сме полноправна и рамноправна членка на НАТО. Имаме отворен пат и шанса да станеме земја членка на Европската унија. Внесувањето на малцинствата во уставот, што е основен услов на Европската унија, повторувам, на Европската унија, не на Бугарија, како што ВМРО тоа сака да го прикаже, не е предавство. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европската унија. И да се вратам на проблемот со Бугарија и уште еднаш да објаснам зошто внесувањето на малцинствата, конкретно бугарското, никако не е ризик по нашиот идентитет. Бидејќи на граѓаните веќе им е јасно. Бугарската теза од пред многу децении дека сме из народ во две држави со ова паѓа во вода. Од тој момент кога ќе бидат внесени бугарите како малцинство во државата, тогаш се прави јасна дистинција помеѓу македонскиот народ и бугарското малцинство. Се руши целата пропаганда дека нема посебен македонски народ. И со тоа суставните измени го зајакнуваме, не го слабееме, никако не го ризикуваме нашиот национален идентитет. И тоа е успех на нашата дипломатија, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со поддршка на Европа. Драги граѓани, ова се позициите за кои СДСМ беше обвинет дека е предавничка партија. Тие не само што не се откажаа од Преспанскиот договор, туку, еве, го признаваат. Тие не само што не го сменија, не го вратија името, туку секојдневно на официјалните состаноци, како што ни кажуваат странските партнери со кои што се среќаваат, секогаш во затворениот дел го користат уставното име Северна Македонија. И каде е сега предавството? Каде се сите ветувања на организираната криминална група на ВМРО од предизборието? Знаја дека НАТО е најдоброто нешто што ни се случило. Но сепак години наназад
не престана да не нарекуваат предамници и да сеат поделби. И ова не е политика. Ова е чиста измама на сопствениот народ. Време е ова организирана група на Христијан Мицкоски и на ВМРО да се извини на граѓаните. Да се извини за годините лаги и токсични поделби во општеството. Време е да престанат со театарот и да продолжат политиката на европска иднина. Долго го не сакаат, а не сакаат поради нивните бизнеси, нека си заминат. Јавно го повикувам Христијан Мицкоски, носителот на ова измислена лажна кампања, да излезе и да се извини на сите граѓани на Македонија. Барам извинување за изгубените години, за сите навреди што ги претрпеа оние кои што го поддржуваа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За оние што веруваа во Европската унија. За многумина кои поради евроскептицизмот и поради оваа лажна кампања ја напуштија земјата и се иселија од тука. Барам од Христијан да излезе и да се извини во своје име и во името на неговата партија. Кога умееше да клечи и да моли за да дојде до власт, може и сега да излезе и да се извини за лагите и за пропагандата што ја спроведуваше години наназад. Порака за сите кои гласаа за ВМРО, затоа што поверуваа на ова лажна кампања и манипулација на Христијан. Драги сограѓани, ве лажеа за години наназад. Со многу силна пропаганда се сервираше секојдневно преку целата медиумска и партиска машинерија. Орбановите медиуми, фармата на тролови, увезена од сестринската СНС партија од Србија и преку платформа со ботови. Немојте да се грижите. Ништо не е продадено, ништо не е загрозено. Но сега истите тие, истата група која што го правеше ова со години, се обидува да го спречи и нашиот европски пат. Зошто? За да ги сочуваат своите позиции, за да продолжат да го ограбуваат народот и да продолжат со криминалот и корупцијата. Тие не ја сакаат Европа. Затоа што Европа носи независни институции, носи независно судство, носи европско судство и обвинителство. И тогаш секој еден ќе одговара за криминалот и корупцијата. Ете затоа таа група сака да загрози иднината ваша и на вашите деца. И тоа ние нема да им го дозволиме. Затоа што доаѓа време на вистина, правда и на одговорност. Да живее Европска Македонија. Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Тој што беше против Преспанскиот договор? Тие што го бойкотира референдумот? Или овој сега што вика дека НАТО е добар? Сојуз во кој што ние членуваме, дека обезбедила и гарантирала безбедноста на земјата и дека е добар за инвестициска клима, која што патем тие не знаат да искористат. Зошто? Затоа што крадат пари. Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Што ќе каже Тимчо Муцунски за Никола Груевски? Дали и тој смета дека бил суден во наместени процеси или смета дека треба да одговара пред правосудните органи и да оди во затвор? Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Тимчо Муцунски кој што со неговото доаѓање на градоначалничката позиција во аеродром донесе една фирма која што зема милионски суми тендери близу 8 и после истата фирма ја однесе во МНР која стана министер за надворешни работи. Тој Тимчо Муцунски прашува за национално единство? Тимчо Муцунски кој што еве се докажува дека бил дел од тим кој што лажал, кој што загрозува нашата иднина, тој бара реформи Европа, не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту Христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени и почеток на преговори и отворање на поглавијата. Тоа е вистинскиот пат напред, нека не мачкаат очи, нека не лажат. И ако не сака, нека си заменат, затоа што ќе одговараат. И Тимчо и сите. Добро име реформска агенда и план за распад, што има други закони, не самите измени. Еден од нив е изборниот закон, дали доколку во тој изборниот закон го промените, бидат само вметнати препораките на ОПС и ОДФ би припатила, со оглед тоа што се технички работи во тој закон. Еве гледаме дека навуат нека работа на реформска агенда, што правеа 2 години. Што правеа луѓето 2 години? Ништо не направи. Не сакаа да работат. Не сакаа. Реформската агенда, патот напред, уште еднаш повторувам, се вика уставни измени. Чин кој што ништо не загрозува. Еве докажава и секој ден се докажува дека лажеле. И Кордана, и Христијан, и Тимчо. Лажеле. Тие луѓе не може да им се верува. Тие луѓе немаат кредибилитет да водат државата. Немаат честност, немаат искрена и честна намера.
Ги интересира само нивниот интерес, а не интересот на сите граѓани. Ги злоупотребија, ги излажаа, вклучувајќи ги членовите на ВМРО, кои што после заминувањето на оваа група на власт, повторно ќе живеат во изолирана Македонија и сиромашни. Ако таа банда ќе си замине, ќе им биде добро затоа што живеат од украдени народни пари, ама ќе одговараат и ќе враќаат пари. Повелете. Прашање, што планирате со работната група за изборниот законник? Дали повторно ќе се вклучите во групата и ако не, дали планирате да го блокирате со амандмани од која ќе стигне во собрание? Власта треба да прашате зашто не е исполнува реформската агенда. Нека не се фаќаат и нека не бараат изговори. Да сакаа заедничка работа, немаше на сила да го донесат законот за влада. Зошто го донесува законот за влада? Како што донесен, како што никогаш до сега не бил донесен. Во 2018 година се му е дадено на Христијан Мицкоски. Техничка влада на негово барање, со консензус донесена од сите партии, сега на сила е укинаа. И ја видоизменија, пазете, техничката влада е веќе видоизменета и за следниот изборен циклус. Не може технички министар да си формира свој кабинет. Трик, повторно. Нема честна намера во оваа група на власт. Тоа е суштината. Конкретно ја прашав дали би поддржале доколку само влезат препораките на ОПС и ОДИХР во изборниот законник. Дали така би ги поддржале промените? Ви кажав, реформската агенда. Христијан Мицкоски вети дека треба да исполни до јуни. Да видиме дали од јуни натаму ќе почнеме со европскиот пат. Првиот чекор се вика уставни измени. И немојте да дефокусирате. Уставни измени е Европа. Тоа е Европа. Тоа е вистинската реформа. Ете тоа е.